Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Покрај горивата и цената на плинот денеска е пониска. Уште една навика што ги краси Прилепчани, најажурни во селекцијата на отпадот. Општина Прилеп наскоро стартува со реконструкција на повеќе детски игралишта и изградба на една училишна спортска сала. Осуденик од Прилепскиот затвор измамен за 890.000 денари, дека ќе му ја намалат казната. Времето денеска променливо, облачно и потопло. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп, среќни велигденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Цената на течниот нафтен газ плинот од денеска е пониска, откако на пазарот е регистрирано намалување и во малопродажбата и во трговијата на големо. Од полноќ Мак Петрол ја намалил малопродажната цена на плинот за 5 денари по литар од 59 на 54 денари. Истовремено во трговијата на големо е евидентирано намалување од 10 денари по килограм, што во пресметка значи приближно 5 денари по литар. Она што особено е значајно дека и останатите компании на пазарот го следат овој тренд. Во малопродажба цените на течен нафтен газ на бензинските станици веќе се намалени во распон од 5 до 6 денари по литар и се движат од 53 до 54 денари, потенцираше на пресконференција портпаролот на владата Марија Митева, која изрази благодарност за општествената одговорност која што е покажана од страна на компаниите. Според Митева, мерката е преземена врз основа на детална анализа спроведена од Државниот пазарен инспекторат, дека биле детектирани простори за корекција во ценовната структура, пошто следувале разговори со трговците и постигнување договор за намалување на бруто маржите за течниот нафтен газ. Истражувањето што го спроведе Друштвото за управување со амбалажен отпад Пакомак во март годинава покажало дека сите видови амбалажен отпад македонците најчесто селектираат пластика. Дури 70,8% од испитаниците што селектираат одговориле дека редовно селектираат пластични шишиња, а 46,6% од нив одговориле дека селектираат секаков вид пластичен амбалажен отпад. Втор најмногу селектиран амбалажен отпад е стаклото, дури 45,7% од оние што селектираат одговориле дека го селектираат. Речиси 1/3 од испитаниците одговориле дека селектираат хартија, поточно 30,7%.
Постои евидентна разлика во нивото на еколошките навики и кај граѓаните на различни општини. Оваа година податоците покажуваат дека Прилеп има најеколошки свесни граѓани, бидејќи дури 49% од испитаниците одговориле дека секогаш го селектираат амбалажниот отпад. За илустрација, само 8% од испитаниците од оваа општина одговориле дека никогаш не го рециклираат отпадот. Спротивно на нив, загрижувачки ниска свест за селектирање на отпадот има во општините Куманово, Штип и Струмица, каде што само 2% од испитаниците одговориле дека секогаш го селектираат отпадот. Споредено со резултатите од претходните истражувања, од Пакомат забележуваат дека постепено расте свеста за селектирање отпад, а граѓаните стануваат поактивни во однос на постапувањето и фрлањето на отпадот. Истражувањето се спроведува секоја втора година, а овој пат дел од него биле 1200 испитаници од различни старосни групи и различни градови од земјата. Во истражувањето биле вклучени жители од Скопје, Битола, Прилеп, Велес, Охрид, Тетово, Струмица, Штип и од Куманово. Општина Прилеп продолжува со континуирани инвестиции во подобрување на условите за детска игра и спорт. Веќе бил потпишан договор за изградба на ново детско игралиште со современи реквизити зад участокот во централното градско подрачје, а паралелно течат активности за изградба на уште едно игралиште во типската населба во близина на стадионот со вештачка трева. Како што информираат од општината, во план за реконструкција е и постоечкото игралиште во типската населба веднаш до црквата во центарот на населбата. Средствата биле обезбедени, а наскоро ќе била објавена и јавна набавка. Што се однесува до спортската инфраструктура во прилепските училишта, предвидена е реконструкција на спортските игралишта во основните училишта Кочо Рацин и Кире Гавриловски со поставување на современа тартан подлога. Воедно веќе е најавен проектот за изградба на спортска сала во Централното основно училиште Страшо Пинџур во Мало Којњари, инвестиција која ќе обезбеди подобри услови за спорт и физичка активност за учениците. Од полициските белешки две информации. Денеска, 23 април, во 45 минути по полноќ, полициски службеници од ОВР Прилеп на улица Дамнички завој во Прилеп го лишија од слобода ОД 18 годишен од Прилеп. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници запреле возило Шаран со скопски регистарски ознаки, кој го управувал ОД и по преземени мерки било констатирано дека нема возачка дозвола. Тој бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297а од Кривичниот законник безобзирно управување со моторно возило. Осуденик кој издржувал казна затвор во Прилепската казнено-поправна установа затвор вчера во ОВР Прилеп пријавил дека бил прелажан и дека за 890.000 денари ќе му ја намалат затворската казна. На 21 април во 12 часот и 30 минути во ОВР Прилеп осуденик од казнено-поправната установа затвор Прилеп пријавил дека бил измамен од КК за сума од 890.000 денари. Според пријавеното, пред околу 2 месеци, КК го довел во заблуда дека ќе му помогне да му се намали затворската казна, а за возврат од него ги побарал и ги добил парите во неколку наврати. Но откако сватил дека бил измамен, настанот го пријавил во полиција. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во Прилеп преовладува променливо облачно време со сончеви интервали со умерен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до 4, додека максималната дневна температура достигна до 14 степени. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат период на стабилно и потопло време со пораст на дневните температури со свежи утра. Особено внимание е потребно утре, петок, кога наместа се очекува утринските температури да се спуштат под нулата, што создава услови за појава на мраз. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела.
април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.